Почитувани гледачи, гостин во телевизија КИС е генералниот секретар на СДСМ, военен министер за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Добро дојдовте во телевизија КИС. Ви благодарам на поканата, чест ми е што сум гостин на телевизија КИС, да можеме со граѓаните на Тетово и околината да ги споделиме ставовите, мислењата наши. Така, денес имавте средба со граѓаните на Тетово, значи во повеќе населби, кои се поплаките и барањата од страна на граѓаните до вас упатени лично и како генерален секретар, меѓутоа и како министер за внатрешни работи. Денеска точно бевме со граѓаните на Тетово да поразговараме за проблемите, да ги чуеме нивните сугестии, мислења, размислувања, потешкоти кои што ги имаат и едно е јасно дека сите граѓани на Република Македонија без разлика каде живеат, тешко живеат, имаат многу забелешки на начинот на функционирањето на државата воопшто, имаат многу забелешки заради тоа што навистина сиромаштијата го направи своето да многу граѓани се иселени и само се потврдуваат тезите дека се повеќе млади луѓе напуштаат Република Македонија, меѓутоа еве конкретно го напуштаат и Тетово и во тој дел мораме да правиме сериозни промени. Граѓаните се подготвени да ги менуваат работите во Република Македонија, заради тоа што очигледно дека последните 10 години под власт на ВМРО ДПМН Груевски и Ахмети имаат сериозни проблеми, има уривање или разорување на системот на државата, на сите можни сегменти. Најважно од се и пораката од Тетово е дека мораме да имаме мирна и стабилна Република Македонија за да можеме да ја градиме како економски просперитетна. Затоа треба да има власт со демократски капацитет, власт која што ќе се плаши од граѓаните, наместо граѓаните да се плашат од власта, да имаме одговорна власт која што ќе знае на кој начин да ги троши парите на граѓаните, власт која што ќе знае како и на кој начин да ги насочи сите своји сили за доброто на државата и за доброто на еднината на граѓаните. Тоа беа главните констатации од сите граѓани со кои што денеска разговаравме. Така, за безбедноста во Македонија се зборува 10 години, а поради тоа што нема безбедност, сите сектори други се закочени. Во овој контекст да ве прашам вас лично како генерален секретар, како го оценувате поставувањето на крстот во општина Бутел со токава полициска опсада и со, ајде да речеме, контрапротест од страна на владеачката ДУИ, а од друга страна поставувањето на крстот, каде што очигледно беа симпатизерите на ВМРО ДПМН. Што според вас тоа личеше? Видете, тоа е веќе видено сценарио во Република Македонија, секогаш кога ќе почувствуваат потреба владеачките партии ВМРО ДПМН, Груевски, неговото обкружување, од друга страна ДУИ, секогаш играат на картата на заострување на меѓуетничките односи. И тоа е нешто што покажува дека личните партиските интереси ги стават пред интересот на граѓаните. И апсолутно поставувањето и на споменикот кој што беше претходно поставен во Чаир, во главиот орел, и поставувањето на како спротивност поставувањето на темелот на крстот кој што беше вчера во страна на општина Бутел, ги узбуркуваат граѓаните, тензиите растат и мислам дека најдобрата работа од сето тоа е што немаат веќе поддршка кај граѓаните. Гледате дека овие политички елити кои што сметат дека на ваков начин ќе можат да се прикажат кај сопствените граѓани, кај сопственото членство како заштитници на сопствениот народ, наместо да мислат за интересите на државата, секогаш се ствараат тензии, меѓутоа очигледно дека веќе се прочитани книги, дека веќе е минато тоа во Република Македонија. Граѓаните на Македонија посакуваат да имаат економски просперитет, посакуваат да имаат слобода во државата, посакуваат демократија, да се почитуваме едни со други. Македонија мора да биде изградена како едно општество. Без разлика граѓаните од која националност, од која вера припаѓаат. На сите мора да им возможиме да имаат подеднакви услови, меѓутоа и да имаат сите исти обврски спрема граѓаните. Така да вчера имаше протестен собир од страна
група луѓе кои што беа организирани, припадници на ДУИ, можеби на други невладини организации, пред одржувањето на церемонијата на поставувањето на камен темелникот на крстот. Меѓутоа, немавме никаков инцидент. Немаме инцидент, морам да кажам дека сите беа свесни дека правењето на било каков инцидент нема да оди во прилог ниту на нив, ниту на Република Македонија. Полицијата мора да ја работи својата работа, да бидеме внимателни, предпазливи, да не дозволи да имаме било каков контакт или било каков инцидент во овој дел. И затоа апелирам да граѓаните бидат смирени, да бидат на ниво на одговорноста која што имаат, а која што ја немаат политичарите во Република Македонија, и да навистина покажеме дека преку едно вакво заедништво, преку меѓусобно разбирање ќе можеме да продолжиме заеднички да градиме Република Македонија. После Собирот имаше инцидент, меѓутоа како што кажавте, тоа не беше инцидент помеѓу македонците и албанците, туку помеѓу, ајде да речеме, функционерите на самите партии. Докаде истрагата, дали се испрашани функционерите на ДУИ кои што се посочуваат од председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров, и дали е испрашан самиот Тодор Петров за текот на настаните, односно текот на самиот инцидент? Значи, тој инцидент кој што се случил во кафе Ана или ресторан кој што се наоѓа на Скопскиот сајам. Прво сакам да кажам дека и како министер за внатрешни работи, и како човек воопшто ги осудувам ваквите инциденти, заради тоа што никој нема право никого да го напаѓа, да го малтретира, без разлика дали имате исти или различни политички ставови, или дека за одредено прашање во Република Македонија се согласувате или не се согласувате. Тука апсолутно не сме да се дава било каква подршка на едни вакви инциденти, кои што понатаму може да прераснат во сериозни недоразбирања помеѓу луѓето. Веднаш после тоа Министерството за внатрешни работи ги презема сите чекори што се потребни, разговарано е со оштетениот, дадени се одредени податоци насоки, вклучен е јавниот обвинител во однос на оваа истрага, и ќе мора да се разоткријат сите моменти и детали кои што се случиле вчера, да се расветли овој случај, тоа ќе се случи, и да на тој начин покажеме дека безкомпромисно ќе се бориме против ваквите настани инциденти кои што се случувале без разлика од каде и да доаѓаат. И тоа, ова мора да биде поука дека не можат и не смеат политичарите, структури блиски до политиката, до одредена политичка партија, да ги злоупотребуваат позициите или да креираат нестабилност кои што можат да предизвикаат сериозна немири помеѓу граѓаните. Тоа не е одговорно пред се према граѓаните, не е одговорно према Република Македонија. Така, ова што го кажавте, последна реченица е во контекст на партиското соопштение на СДСМ кој беше испратено после инцидентот дека е режиран овој инцидент? Апсолутно мислам дека истрагата треба да ги покаже сите можни детали како овој инцидент се случил. Ако мисли некој дека ќе треба да режира вакви настани за да добие политички поени, мислам дека најмногу се лаже. Креирањето на сопствена среќа, на несреќа на некој друг, апсолутно е недозволено, и затоа сметам дека расчистувањето, расветлувањето до крај на овој случај е во интерес на граѓаните на Република Македонија, да ги стопираме сите можни шпекулации, и тоа граѓаните треба да бидат исто така на висина на сопствената одговорност, да не наседнуваат на ваквите провокации во овој период, заради тоа што никој нема право и не сме да дозволи да се наруши единството на граѓаните на Република Македонија. Да, меѓутоа го зборувате како министер за внатрешни, како генерален секретар, како партиски став, се согласувате со вчерашното соопштение најверојатно од СДСМ дека е режирано сценарио? Тоа што е партиски став е став кој што е и мој став, и секој од нас има право да се сомнева во Република Македонија дека се случуваат некои инциденти, настани токму во предизборни периоди заради задоволување на некои партиски, тесно партиски интереси. Таквиот сомнеш
ќе го нема или ќе го има зависно од функционирањето на институциите на системот. Доколку институциите на системот, за што се залагаме сите ние, Социјалдемократскиот сојуз, сите прогресивни сили во Република Македонија, функционираат професионално, не партиски и при тоа не штитат било која политика или било кој партиски лидер, тогаш граѓаните ќе имаат доверба во таквите институции и нема да биде едноставно да посегнува по било каков начин на разрешување на одредени состојби било кој во Република Македонија ако знае за тоа дека ќе го снајде касно. Така во Македонија и во минатото постоеле меѓуетнички инциденти, провокации, меѓутоа сведоци сме дека во последно време тие инциденти ги прават токму партиските функционери, ако се сетиме на случајот со Кале, со црквата, музеот црква што беше нели на Кале. Дали сега Министерството за внатрешни работи има моки, сила и ингеренции како што нели и вашата функција за спроведување на инцидентите да нели поднесува кривични пријави против функционери на ДУИ, затоа што тие се посочени тука како сите значи ингеренции на Министерството за внатрешни работи стојат на располагање и сите мора да бидат во функција да се разоткрие било кој настан, не овој вчера, туку било кој што ќе се случува. Значи, Министерството за внатрешни работи мора да биде Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, кој што ќе ги штити интересите на граѓаните на Република Македонија. И јас од првиот ден апелирам на професионализам и на департизација. Ова министерство не смее во никој случај да штити било која политичка опција, туку напротив, ќе мора секој да сноси одговорност за сето она што го направил. Доколку не само за овој инцидент вчера, за сите можни инциденти кои што се случуваат во државата, секој оној кој што ќе биде откриен, ќе биде детектиран дека направил било каков инцидент, ќе мора да се соочи со правдата. Така, од ВМРО ДПМН вчера испратија партиско соопштение дека вие сте на некој начин зацкриен соучесник во овој инцидент затоа што сте ги сменили началниците на СВР Скопје и други останати во градовите низ Македонија и поради тоа, како што каже, тие владе хаос во министерството и не може да се справи со ваква ситуација како што беше вчерашната. Коментар за ова соопштение. Прво сакам апсолутно да демантирам дека Министерството за внатрешни работи не може да се справи со состојбата. Ако мислат дека одредени партиски функционери не се на места раководни во Министерството за внатрешни работи и на тој начин дека не може Министерството да се справи, се лажат. Вчера на тој настан апсолутно немаше никаков инцидент. Имаше протест на граѓаните кои што завршија, понатаму продолжи церемонијата на поставувањето на темелите на крстот, никаков инцидент не се случи. Инцидентот реков дека се случил во кафеана. Така да, со индигнација ги отфрлам сите овие обвинувања кои што се исклучиво од партиски побуди за да можат да ја замајуваат јавноста и да настапуваат пропагандистички. Тоа е впрочем очекувано. Јас не очекувам и ништо друго од луѓето кои што 10 години го уништуваат системот на Министерството за внатрешни работи, луѓето кои што 10 години на позиции во Министерството за внатрешни работи поставуваат исклучиво партиски кадри без разлика на стручноста и компетентноста, сега да се повикуваат на стручност и на компетентност или на неможноста некој да се справува со состојбите. Заврши времето на ВМРО ДПМН кога можеше се да се прави во Република Македонија и при тоа да бидат заштитени тие што ги правеа таквите нереди. Заврши тоа време. За жал, секој што направил било што ќе мора да одговара. Заради тоа што криминалот и корупцијата е нешто кое што го разјадува македонското општество и против тоа мораме безкомпромисно да се борим. Кога стапнавте за министер за внатрешни работи, нели во сооднос со сегашната моментална ситуација, што имате сменето? Значи не зборам за разрешување и слични работи, што има променето во однос на функционирањето на министерството според вас и во однос на постапките кои што ги има ингеренции македонската полиција? Значи, привлегувањето во Министерство за внатрешни работи или при номинацијата за министер кажав дека професионалноста мора да биде врвен приоритет. Мораме да ја департизираме македонската полиција, мораме да ја декриминализираме заради тоа што постојат одредени структури кои што правеле одредени проблеми во начинот на функционирање на работењето. Видете, самото тоа што македонската полиција повеќе не е партиски штаб, вие имавте прилика да слушнете од поранешната министерка за внатрешни работи дека МВР е МВР и дека едната сала се користи за партиски штаб, втората сала за прием на
странските амбасадори и така натаму. Самото тоа говори за подготвеноста и моја и на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз дека ова институција мора да биде столб на безбедноста. Едноставно разговараме, даваме простор на сите професионалци во рамките на Министерството за внатрешни работи, во рамките на секој сегмент да постапуваат крајно професионално, не се однесуваме заштитнички кон еден или кон друг, ниту пак промовираме политики кои што значат исклучиво интерес на политичките партии. Сета моја енергија, заедно со тимот на професионалци кои што постојат во Министерство за внатрешни работи, кои што за жал се маргинализирани, правиме се да во овој временски период, толку колку што ни дозволуваат условите, се покажа, а тоа мислам дека има веќе и видливи резултати, македонската полиција да ја врати довербата која што ја има изгубено и да полека, но сигурно граѓаните на Република Македонија преку таа доверба се чувствуваат и посигурни и побезбедни. Има ли подготвено за соработка на функционери кои што се во Министерството за внатрешни работи, со оглед тоа дека знаеме тука се партиски кадри, претежно вработени, вие доаѓате друга политичка опција, иако имаше промени на одредени началници. Каква е соработката? Јас знаеме каква е соработката во Министерството за труд и социјална политика, нели? Јас тоа го кажав и на почетокот, апелирав до секој еден во Министерството за внатрешни работи да се работи професионално работата без при тоа да се злоупотребуваат позициите за партиски интереси. Таму кај што проценив дека има злоупотреба, направени со одредени промени и во тој дел мислам дека секој од нас, тргнувајќи од мене, па до секој еден припадник на македонската полиција да биде свесен дека работата во интерес на граѓаните на Република Македонија мора да биде врвен приоритет. Нема да толерирам апсолутно работење и изработување на некаква партиска агенда на било која од политичките партии, туку напротив да ги заштитиме интересите на граѓаните. Македонската полиција мора да биде столб на безбедноста, тоа е функција и таа функција мора да ја остварува. Нормално дека постојат и одредени обструкции кои што се прават од одредени носители на позиции, се со цел да заштитат одреден партиски интерес, меѓутоа верувате дека нивниот број во ден се повеќе се намалува и се повеќе се зголемува бројот на луѓе кои што сакаат да помогнат и на државата и на Министерството за внатрешни работи. Така, промените на началниците поради кои причини се направени? Токму поради некоординираноста со или вас како министер? Јас дадов неколку, имав неколку пресконференции, дадов образложенија во однос на кадрските промени кои што ги направив и тоа беше пред целата македонска јавност. Дадов одредени образложенија, ќе ви кажам дека недозволено е да македонската полиција влезе во универзитетот заради тоа што тој е автономен и независен. Имавме таков случај и затоа ја информирав јавноста дека таква работа не може да прифатам. Не можам да прифатам да некој функционер повикува во сопствена канцеларија луѓе и да им кажува дека треба да преминат во ВМРО-ДПМН за да останат на одредена позиција или да не бидат понатаму во поддршка на некои други политички партии да се вклучуваат македонската полиција во лобирање и така натаму. Сите такви инциденти, да речем, сите такви случувања се и ќе бидат санкционирани во иднина. Затоа реков дека секој припадник на МВР ако си работи професионална работа ќе има мојата поддршка. Секој оној кој што смета дека треба да ги штити партиските интереси наместо државните интереси ќе добие санкции. Направивте повеќе посети на полициските станици и караули. Какви се условите според вас за работа на македонските полицајци? Направив многу посети заради тоа што сметав дека и тие посети ќе продолжат и понатаму, заради тоа што сметам дека со посетите треба прво да им дадеме поддршка на полицајците во нивната работа, да ги видиме и согледаме условите. Морам да кажам дека состојбите не се розови, апсолутно. Состојбите се такви какви што се состојбите во Република Македонија. Има многу работи на кои што треба да посветиме внимание, и тоа сериозно внимание, затоа бев и овде во регионот, се сеќавате на посетата на издвоениот објект Мазрача, полициската станица за гранично обезбедување. Тоа што можеме во даден момент да поправиме, меѓутоа потребна е сериозна реформа за да македонската полиција ја вратиме на едно вистинско ниво
на кој што и доликува да престане начинот на функционирањето. Дознав дека десетина години веќе не им се дадени униформи на полицајците, имаат многу проблеми во начинот на нивното функционирање, така во тој дел ќе мора да направиме сериозни реформи за да се направи систем кој што ќе функционира во рамките на Министерството, да имаме задоволни полицајци пред се. Дали тоа што ако немате задоволни полицајци, нема џабе си позициите, функциите кои што ги има било кој во Министерството за внатрешни работи, мора да имаме задоволни полицајци за да имаме и задоволни граѓани. Така, вие започнавте истрагата во врска со личните карти, меѓутоа од позицијата во обвинија, односно ја обвинија партијата за наводна народски кажано дружба со обвинето лице, нели во однос на штампање лични карти. Некој коментар во врска со овој, дали има нешто ново во однос на истрагата за овој случај? Затоа што често пати вие нели истакнувате дека истрагата ќе покаже нели за овој случај. Видете, постојат неколку факти. Јас само сакам да разговараме на ниво на факти и на аргументи. Постојат факти дека случајот беше пријавен, таа истрага беше покрената после мојето доаѓање за министер за внатрешни работи. Постојано дава поддршка и ден денеска апелирам да истрагата биде квалитетна, да имаме добра разрешница, правна во однос на овој случај. Сите други спинови, сите други политиканства кои што се прават во однос на овој случај, само да се сокрие она што било правено во рамките на Министерството за внатрешни работи. Она што се откри дека се правени многу фалсификати, документи, лични карти без законски основ, меѓутоа и за тој случај, впрочем, специјалното обвинителство поведе поставка преку Титаник, се води паралелно истрага и во јавното обвинителство и таа истрага мора да заврши, секој кој што се огрешил од законот мора да одговара и тука нема никаква дилема. Во однос на изборите на 5 јуни убедени сте дека ќе се спроведат реформите кои што нели опозицијата ги бара за да има фери демократски избори и во тој контекст што е разликата помеѓу 24 април и 5 јуни? Дали според вас има доста сработено во овој период во однос на реформите? Видете, дека се потребни реформи покажува и договорот од Пржино. Ако не беа потребни реформи, ако имавме добра атмосфера во македонското општество, ако имавме фер изборни процеси, ако немавме вакво владење, тогаш немаше да имаме ниту договор од Пржино. Очигледно е дека тој договор е направен заради тоа што на Македонија е потребен таков договор, да имаме фер и демократски изборен процес. Факт е дека многу од овие точки кои што се предвидени во договорот од Пржино не се реализирани или се реализираат со големо задоцнување. Со оглед на фактот дека Државната изборна комисија беше формирана 5 месеци подоцна од предвидениот рок на 16 декември, тоа покажува колку е скратен временскиот период за да може таа Државна изборна комисија да функционира и да ги постигнува сите заложби кои што се однесуваат на прочистување на избирачкиот список. На Македонија е потребна фер изборен процес, демократски изборен процес, да се реализираат прочистување на избирачкиот список, да имаме договор околу медиумите, значи да имаме системско решение во однос на медиумите, да функционира нормално специјалното јавно обвинителство, да се реализираат приоритетите реформски врз основа на извештајот од Прибе и на тој начин да се создадат условите. И тогаш говоревме дека за Македонија не е важен датумот кога ќе се одржат изборите, туку да бидат избори кои што ќе бидат легитимни, фер и демократски, кои што ќе дадат легитимитет на идната влада. Мораме сите заеднички напорно да работиме во овој период и со сите сили да ги спроведеме сите овие реформи, на крајот да имаме фер и демократски изборен процес на кој што ќе победи волјата на граѓаните. Во однос на пошироката политичка сцена, како соработува СДСМ со другите опозициони партии, конкретно со невладиниот сектор, затоа што нели знаеме дека тие ви дадоа голема поддршка во однос на протестите и слично? Социјалдемократскиот сојуз е отворен за соработка со сите прогресивни и демократски сили во Република Македонија и ова не е битка која што е битка на две политички партии или не е битка на два политички лидери. Ова е битка на целиот граѓански потенцијал на Република Македонија, кој што во изминатите 10 години беше деградиран, уценуван, подценуван до максимални можни граници против една врхушка на власт која што ја окупира Република Македонија со погубни
политики. Затоа имаме обврска да ги обединиме сите граѓани на Република Македонија, сите интелектуалци, сите невладини организации. Вие знаете дека имавме добра соработка, таа соработка продолжува и понатаму со невладините организации, се јавуваат и многу нови невладини организации, политички партии со кои што соработуваме и ќе соработуваме во натамошниот период. Значи, на Македонија е потребен силен, јак, организиран фронт за престојните избори кој што ќе се спротивстави на ваквата власт, меѓутоа кој што ќе ја преземе одговорноста за иднината на оваа држава. Дали се зборува можеби за предизборна коалиција со дел од албанските опозициони политички партии? Ние разговараме со сите политички партии во Република Македонија кои што ги поддржуваат овие наши принципи, пред се на правдата, на еднаквоста, на солидарноста, на слободата, на враќањето на демократијата, сите кои што споделуваат исти вредности кои што се уништени од страна на оваа актуелна власт. Тие разговори ќе продолжат и понатаму. Секоја опција е отворена, која што ќе биде во интерес на остварувањето на овие цели. Така. Нели се знаеме и пракса е најголемата албанска политичка партија да коалицира со победникот од македонските политички партии. Дали може би е повеќе од факт дека СДСМ доколку победи ќе коалицира со ДУИ? Ние пред се во овој период мораме сите заеднички, реков, да се насочиме кон стварање на услови првин за фери демократски избори и победа на тие избори. Секој политички субјект кој што се вклучува во оваа битка, рековме, зависно од тоа какви настапи на политичките партии ќе имаме на изборите, најважно од се е да преку изборен и фери демократски процес дојдеме до искристализирана јасна политичка волја на граѓаните кој треба да ја предводи едната влада на Република Македонија, која што ќе има полн легитимитет и капацитет да одлучува за многу отворени прашања што се во државата. Така да очекувам дека идната влада ќе биде конципирана на ниво на овие принципи. Принципи кои што преку слободно изразената волја на граѓаните на Република Македонија ќе обликуваат и структурата на владата. А доколку се одолжи процесот на различни партиски ставови помеѓу ВМРО и СДСМ, знаеме дека долго трае кризата, дали веруваат или пак би прифатиле коалициона влада? Ете, ставовите на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН се различни. Тоа е нормално, ние имаме по правило различни концепции, различни политики, различни идеологија која што ја застапуваме. Фактот дека ова власт начело со Груевски ВМРО ДПМН, ова врхушка на власт која што приграби се за себе на штета на македонскиот народ, на штета на интересите на државата, е нешто што треба да биде санкционирано. И ова влада која што во моментот работи за организирање на фери демократски избори е влада која што треба да ги постигне овие цели. Да имаме фер, демократски, слободни избори, каде што граѓаните слободно ќе изразат волјата, иначе намерата на СДСМ и на опозицијата да ја победиме оваа партија на власт, да ги победиме овие погубни политики за да може Македонија да трне напред. А како ќе биде санкциониран кога Уставниот суд дозволи председателот да помилува изборни регуларности кои што вие ги искажавте како најкриминални од сиот криминал кој што го правил ВМРО според партијата? Уставниот суд навистина покрена таква иницијатива, тоа е сериозен удар врз правниот систем на Република Македонија, врз уставниот поредок на Република Македонија и мора сериозно да се размисли во овој дел. Мора уставните суди да не ги следат партиските интереси, туку да следат интереси на граѓаните на Република Македонија. Имаат можност, имаат време да се посветат приносењето на оваа одлука врз основа на одредбите од Уставот и да на тој начин се произнесат во однос на овој дел. Инаку сакам да ви кажам дека Македонија не смее да дозволи луксус понатаму, да оној кој што правил било какви злодела против граѓаните на Република Македонија и го кршил законот во Република Македонија, ги крадел граѓаните на Република Македонија да не одговара. Значи, тој луксус Македонија не смее да го дозволи
пред се заради обстанокот, заради иднината и заради идните генерации. Заради тоа, младите од Република Македонија напуштаат Република Македонија. Мора да има безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата од секаков вид. Така, од ВМРО надомна во обвинија дека вие сте били во минатото СДСМ тие кои што биле за закон за помилување на изборни нерегуларности. Кога велам вие, велам за партијата СДСМ. Видете, може со се да се правдаат сега од ВМРО ДПМН зошто постапуваат на еден ваков начин. Они мора да одговорат денеска пред македонската јавност зошто и под какви услови во една ваква брза процедура се спроведуваат партиските политики и во Уставниот суд на Република Македонија. Тоа се прашања кои што ВМРО ДПМН после 10 години власт мора да ги одговори. Зошто имаме суди од тефтерчињата на одредени министри? Зошто се носат вакви одлуки кои што не се засновани врз основа на правото во Република Македонија, врз основа на законите, туку заради штитење на партиските интереси. И тоа е нешто што треба да го одговорат пред граѓаните на Република Македонија. Најлесно е да имате одлуки со кои што ќе си ги помилувате функционерите кои што правеле било какви нерегуларности. Меѓутоа, тоа не е интерес на македонските граѓани. Ние заедно со граѓаните на Република Македонија ќе се избориме за овој принцип. Така, ако велите дека Уставниот суд е партиски, дали верувате во судството воопшто, особено тоа дека нели ги отфрли барањата за притвор од страна на специјалната обвинителка? Видете колку е вербата во македонските институции, посебно во судството. Можете да излезете било каде во било кој град на улици да разговарате со граѓаните на Република Македонија. За жал, ќе ви кажа дека во Македонија нема верба во институциите. И тоа е нешто што најмногу ме фрустрира, нешто што ми создава така лош впечаток да граѓаните на Република Македонија немаат верба во институциите. И затоа Македонија не праведна држава. Денеска имате правда само за оние што се блиски до партијата на власт, до Груевски, до ВМРО ДПМН, додека сите други може да бидат обесправени. Секој еден кој што на некој начин одработува за власта, може да добие било која пресуда во македонското судство, обичниот граѓанин да ги губи судските спорови, да има извршители секој ден на својата глава и да едноставно плаќа постојано казни заради тоа што не е близок до државата. На Македонија е потребна правда, на Македонија е потребна независно судство, да имаме институции кои што ќе ја штитат државата и ќе го штитат интересот на граѓаните, затоа мора да се сменат работите во државата. Така како ќе сме, дали има СДСМ стратегија во однос како што велите партизирано судство, затоа што нели специјалното обвинителство е само една алатка тој правен систем кој што не може да се реши доколку немаме нели вистинско судство. Видете, постојат решенија, постојат мерки кои што се предвидени во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, што наскоро ќе биде и промовирана и ќе биде доставена до секој граѓанин на Република Македонија. Една од клучните позиции е како и на кој начин да се професионализира и департизира и судството и другите институции. Специјалното јавно обвинителство е една од институциите кои што има најмногу верба денеска во Република Македонија страна на граѓаните. Постојат и најголеми очекувања. Работата на специјалното јавно обвинителство треба да биде работа која што ќе започне со борбата против криминалот и корупцијата во Република Македонија. Меѓутоа и специјалното јавно обвинителство е тој зрак на надеж кај граѓаните на Република Македонија дека може поинаку да се владее со ова држава. Затоа е потребно да ги смениме работите, да ја промениме ова власт која што не работи во интерес на граѓаните и да започнеме сериозни реформи кои што нема да бидат диктирани од партиските интереси, туку ќе бидат диктирани од интересите на државата и на граѓаните. Така може би досно за прашање, меѓутоа одредени критичари на власта зборуваат за специјален суд. Кој е ставот на СДСМ во однос на ова? Па видете, со оглед на одлуките кои што ги имаме, со оглед на тоа како и на кој начин функционира системот, може би најисправно решение да имаме и специјален суд кој што ќе ги процесуира сите овие дела кои што ги отвори или покренува специјалното јавно обвинителство. Како и да е, мораме да го ставиме специјалното јавно обвинителство без закани и притисоци од било која политичка структура во државата, да работи врз основа на закон и на тој начин да почнеме со ова безкомпромисна борба, да ги вратиме да ја вратиме довербата на граѓаните во институциите, а инаку понатаму
ќе треба да се направат проценки. Се што е опортуно за да добиеме резултат во кој што граѓаните ќе имаат верба, ќе треба да се разгледува како можна опција. Така денеска бевте во мултиетничко Тетово, потекнувате, живеете во Куманово, исто така и мултиетнички. Како е во Куманово после кумановските населби, после поминато долго време, да речеме условно? Јас сакам да неколку работи да кажам. Прво, искрено жалам што се случија кумановските настани. Искрено жалам за жртвите кои што ги претрпе македонската полиција и навистина овие луѓе влегува во историјата на Македонија за заштита на државата и уставниот поредок и треба не само на нив, туку и на нивните семејства да им бидеме благодарни до целиот живот. Тоа е настан кој што не му требаше на Куманово. Куманово не дозволи во 2001 година да се случат вакви едни инциденти и тоа беше една состојба на шок за сите граѓани на Куманово. Добрата страна е што граѓаните на Куманово без разлика на национална и верска припадност не дадоа поддршка на ваквите настани. Остана изолиран случај и затоа кумановските настани треба на сите да ни бидат поука дека треба да ги градиме односите помеѓу етничките заедници во Република Македонија, а не да создаваме нови проблеми. Заради тоа што нема алтернатива. Во Македонија стратешки интерес за Македонија да имаме Македонија како едно општество кое што ќе понуди еднакви услови за секој граѓанин на Република Македонија и е исто така многу значајно за да Република Македонија чекори напред. Само стабилна Република Македонија може да биде и економски просперитетна, а за да биде економски просперитетна и да биде стабилна мора да имаме слобода и демократија која што ќе резултира со стабилност на државата, со еднакви права на сите граѓани, со давање на еднакви можности на сите граѓани во Република Македонија и на тој начин да заеднички ја градиме Република Македонија. Тоа е врвен приоритет што мора да го остваруваме во наредниот период. Господин Спасовски, благодарам што бевте гостин во телевизија КИС. Ако имате некоја порака до тетовци, до пати. Ви благодарам. Би упатил порака до граѓаните на Тетово и на целиот регион да продолжиме понатаму да чекориме кон градење на Република Македонија како држава на сите граѓани, да се сплотиме заеднички околу основните постулати на македонската држава и да заеднички ги оствариме клучните цели, а тоа е да имаме слободна, демократска и економски просперитетна држава. Благодарам.